да се пробам над 100 мм, тоа беше 2021, 12 години после Еверест. И тогаш и со Надев разговаравме и тој ми предложи за Манаслу, бидејќи рече Македонија има незавршена работа на Манаслу, бидејќи мислам 85-та јове, која година беше Манаслу? 86-та, кога Димир Илиевски муралот бил 100 метри под врвот и поради лошо време и невреме не успеа. И напишал во неговиот дневник, ми избега врвот од джебот. Го има во джебот, ми избега. И така и Надев ме мотивираше да, ако додам на Манаслу и така да, тоа беше моето искуство. И ова е таа линија која што излегува на 8000. Сега има еден вебсайт, Eberhard го води, и се води многу ригорозна контрола сега. Значи, за да се верифицира секој врв, потребни сте не само фотографија од врвот, туку и сведоштва. Бидејќи ние кога се движиме, ќе видите вонатаму, скоро никогаш не сме сами. Има повеќе експедиции и ние сите знаеме кој кога каде бил и до кај одел. Тоа е сега помина тоа време кога можеш некој да каже сум бил таму, ме видел, не ме видел, било темно, 3 сат немало светлина. Сега се води многу поригорозна контрола и е многу лесно. И ова е таа табела што мене ми се појави, значи Еверест 2009 година и 2021 и следствено понатаму, како се однота филмот. Ова е таа света планина. Значи Манаслу е наистина света планина во Непал, ние се качуваме од непалска страна и технички не е тешка планина, има одредени предизвикувачки делови, например ова е помеѓу кампот 1 и 2, има вака еден сегмент кој што е малку поделикатен, меѓутоа сепак се ова пократки сегменти, мада секој ваков дел си има свој ризик. Например, пред неколку години имаше една лоша сезона кога настрадаа доста луѓе тука во овој дел поради лавини и јас се придружив на Мигма и Маџи Непал во таа експедиција. И целта на Мигма беше дека оваа година рече 21 ќе одиме на вистинскиот врв. Бидејќи еве го така наречениот false summit, лажниот врв. Бидејќи до тогаш скоро сите што биле на Манаслу, со ретки случаи, завршувале тука. И еве го, приоѓате на тој дел, значи сметате дека тоа е врвот. Меѓутоа не е тоа врвот, тоа исто и во животот. Понекогаш истина дека одиме кон нешто и тоа е целта, ама на крај ќе видиме дека не е тоа конечниот чекор. Треба уште еден чекор да направиме и еве сме пред тој врв, а ние чекавме Мигма и Килу беа пред нас да пробаат да го фиксираат, да го обезбедат вистинскиот врв. И ова е фотографија од дрон што беше направена за да се покаже качувањето на Манаслу. Меѓутоа потоа кога го виделе филмот, виделе дека луѓето стигнале до лажниот врв, виделе дека има друг врв. И еве го, ова е тој врв што го гледаме лажниот, а еве го вистинскиот таму. Значи, ова е тој лажен врв, а вистинскиот е таму. И ова е фотографијата на годината 2021. Јас имам наистина историска среќа, ви кажам, среќа пред се да видам дел од таа историска експедиција. Значи, ова сум јас во жолтиот дел, а горе е Мигма. До Килу го обезбедува и ја направија таа роллинг траверс. Они пробаа да одат према вистинскиот врв, меѓутоа видоа дека е скоро невозможно и ја направија оваа роллинг траверс. И сега во моментот кога дојдов да се стигнувам по абзалот на овој дел, како се стигнувам, овој анкор што беше тука прилика полуметар,